вечер гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски. Во ова издание на Отвореното студио гостине министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Имаме неколку теми за разговор со министерот. Тоа се реформите во безбедностниот сектор кои ги очекуваат од Македонија и Европската унија, а сега и НАТО, бегството на Груевски и се разбира предстојните председателски, а можеби и некакви, односно парламентарни избори, бидејќи тоа се уште не знаеме дали ќе се случи или не. Во текот на емисијата ќе можете да се вклучите и вие, почитувани гледачи, на телефонските броеви кои се испишани на екранот. Министер, добродојавте во Отвореното студио. Благодарам на поканата. Денеска е голем ден за Македонија, навистина, за сите граѓани на Република Македонија, со оглед на консенсуално изразената волја на граѓаните на Македонија за членување во НАТО. Македонија денеска го потпиша протоколот со кој практично започнува постапката да ние да го добиеме полноправното членство во НАТО. Но тоа носи обврски, се разбира, и одговорности. Една од нив која паѓа во голема мера на ваш грб, на ваш товар, на ваша одговорност, се безбедностните служби, кои НАТО пактот и тоа како инсистира да бидат служби професионални и во служба на вистина на безбедноста на државата и на граѓаните. Знаеме, не кажувам ништо ново, дека тие служби, тајна полиција или како сакаме ги речеме, децении наназад генерираат проблеми, политички контроверзии, па дури и известни кризи. Што се случува на тој план, министре? Дали конечно ќе успее таа сива зона во разузнавачкиот систем на Македонија да биде осветлена и да биде ставена во еден систем онаков како што доликува на една демократска држава? Точно најпрви сакам да го потврдам овој историски ден за Република Македонија, заради тоа што денеска практично ги остваруваме целите за кои што се залагавме од самиот старт на независна Република Македонија. И затоа сакам да им честитам на сите граѓани, на македонците, албанците, србите, бошњаците, турците, власите, ромите, останатите во Македонија, заради тоа што ова е нивен успех, заеднички успех. Тие практично се дадоа многу во сите овие изминати години за да ние сите заедно ги оствариме овие национални цели. Членството во НАТО, меѓутоа и членството во Европската унија, бараат и многу активности, многу работа, и тоа напорна работа за да можеме да ги воведеме тие европски вредности, европски принципи на работење во Република Македонија, едноставно да изградиме систем кој што ќе е функционален. Систем кој што сите го посакуваме, систем за кој што мечтаеме, ако сакате, дури кога разговарате зошто би сакале луѓето или зошто заминуваат надвор од Република Македонија, главната причина е заради тоа што немаме изграден систем по тие стандарди и вредности. И затоа е многу важен целиот тој реформски процес. Колку ќе ги демократизираме институциите, колку ќе промениме начин на размислување, или јас како често што го нарекувам реформа на умот. Еден голем дел од активностите кои што се однесуваат на реформскиот процес беа и реформите во системот на безбедност. Вие знаете самите дека низ годините наназад, посебно во последните 11 години, честопати имавме такви нарушувања на безбедностниот систем кои што предизвикува дури сериозни политички кризи. И тие сериозни политички кризи... И тоа често било поврзувано со структури во... во безбедностните служби, затоа тоа го кажувам, меѓутоа и генерално во полицијата. И во овој дел, ние како врвен приоритет, веднаш и после формирањето на владата, беше и планот 369 кога го усвоивме, да направиме план како да течат реформите и кои се тие реформи кои што треба првенствено да ги направиме. И ние веќе започнавме од самиот старт, значи од 1 јуни 2017 година со формирањето на влада, еден сериозен реформски процес со група на луѓе кои што работат исклучиво на реформи во Министерството за внатрешни работи, заедно со другите министерства во владата на Република Македонија. Нашите реформи се однесуваа на неколку сегменти, јас ќе ги набројам сите и ќе кажам што од тоа завршивме, што треба да направиме и понатам. Клучно беше
да направиме реформа во системот на следењето на комуникации и реформа на безбедносните служби. И тоа беше сегмент на кој што посветивме најголемо внимание. Целта ни беше да имаме една реформа која што ќе биде инклузивна, која што ќе биде транспарентна реформа во која што ќе веруваат граѓаните на Република Македонија дека правиме вистинска реформа која што ќе создаде ефикасни служби. Ќе ве прекинам тука. Околу транспарентноста. Дали сте сигурни кога велите дека тој процес е навистина транспарентен? Да, апсолутно. Бидејќи, ние, например, јавноста од ден денеска не знае сем промените кои се случија на политичкиот врв во Министерството, нели, директорите на управите и така натаму. И до ден денеска не знаеме кои се луѓе се внатре. Видете, тоа не е реформа кои луѓе ќе бидат на позициите. Ние збориме за реформа во целиот систем кој што го имаме. Знаете, ако не направите реформа кој што ќе создаде систем пред се на вредности, на формирање на една таква организациона структура и систем кој што ќе создаде филтри низ кои што вие ќе ги поставувате кадрите и ќе ги бирате, немаме реформа. И обратно, ако и со идеалниот систем ги имате луѓето кои служеле по разни основи на разни, во идеалниот систем сиви зони, пак ги наречам, во идеалниот систем, повторно ќе имате компрометација и на идеалниот систем. Во тој идеален систем не може да се најдат такви луѓе ако вградите такви мерки кои што ќе создадат механизми за избор или за контрола на таквите луѓе. Кога говориме за реформите, првично ја започнавме и таа реформа веќе не е оперативна, а тоа е за системот на следење на комуникации. Кога зборувам за транспарентноста и за инклузивноста, значи колку внесовме луѓе, невладини организации, експерти, научната јавност, стручната јавност во делот на целиот тој процес на реформи. Кога ги спомнавте граѓанските организации, работевме. Докаде е граѓанската контрола на работата на УБК? Значи, во една од врските и во Европската унија, а и во НАТО сега. За граѓанската контрола која што пред се однесува на системот на следење на комуникации е работа која што треба да спроведува Собранието на Република Македонија. Во тек е веќе формирање на граѓанскиот совет и јас очекувам дека за многу скоро време тој ќе биде воспоставен во рамките на Собранието и ќе може да започне ефективна контрола во рамките на Управата за безбедност и контраразузнавање. Затоа при изборот на тој модел, на основа нели претходно се водеше еден проект интелигенција во која што се направија анализите какви треба да бидат моделите или кои се моделите на основа на кои што ќе можеме да го реформираме и системот на следење на комуникации и безбедносните служби. И во првиот дел ние одбравме дека треба да се формира посебна оперативно-техничка агенција, која што ја формиравме и оперативна од 1 ноември 2018 година. Впрочем, тоа е и првата оперативна реформа која што дава резултати во рамките на овој систем. Веднаш по тоа продолживме со реформа на безбедносните служби. Таму имавме понудени 3 модели. За тие 3 модели разговаравме, дебатиравме и на основа на сите разговори донесовме одлука дека треба да остане и Агенцијата за разузнавање и тоа и да се формира нова агенција, тоа значи Управата за безбедност и контраразузнавање да излезе надвор од Министерство за внатрешни работи, значи таа агенција, тој орган да биде владин орган, пред се да создадеме ефикасна, модерна служба која што ќе може да се грижи за безбедноста на државата и да се бори против криминалот заедно со Министерството за внатрешни работи. Веќе во тек се подготовките на законските решенија, дискусијата, коментирањето, тие беа на ЕНЕР и така натаму. За многу кратко време ќе излеземе со законските текстови за новата агенција за национална безбедност, како што ќе се нарекува во иднина. Ќе имаме посебен закон за координација на безбедносните служби како нешто што недостасуваше во овој изминат период. Ќе поминат на влада, ќе ги доставиме во собраниска процедура. Јас очекувам во многу скоро време Собранието на Република Македонија да ги донесе овие законски решенија, со тоа што наша цел е реформата да биде оперативна, односно новата агенција да профункционира на 1 јуни 2019 година. Околу граѓанската контрола, знаете дека едно од клучните барања на протестите, уште оние кои започнаа со случајот на Мартин Нешовски, па преку шарената револуција, беше да се воспостави
јака граѓанска контрола врз работата на Министерството за внатрешни работи, зборувам и за јавната безбедност и за државната безбедност. Да. Подготвено ли е Министерството да се отвори, да ги отвори вратите на граѓанството, за да може да се на известен начин да се отвори процес кој ќе врати довербата на граѓанството во работата на полицијата? Да, апсолутно. Ние сите овие работи што ги преземаме токму за да воспоставиме механизми кои што може да ја контролираат полицијата. Знаете, целиот тој период изминат во кој што функционираше институцијата, прекинувањето на врските на граѓаните и полицијата, правење на еден баук од полицијата, создаде ситуација во која што довербата во институцијата се наруши. И затоа, кога говориме за контрола, една е контролата на системот на следење на комуникации на безбедносните служби, таа ќе се одвива преку собранието, преку собраниските комисии, преку граѓанскиот совет, надзор и така натаму. Меѓутоа, паралелно со тоа се водеше и друг процес на реформа, а тоа е воспоставување на надворешен механизам на контрола на работата на полицијата. Знаете сите и македонската јавност дека ние имаме внатрешна контрола. Внатрешната контрола покажа многу слабости во функционирање. Знаеме, ги слушавме и на телефон. Ги слушавме и на бомбите. И никогаш не функционирала за волја на вистината како што треба, иако тој закон постоел од секогаш. Јакнењето на капацитетите во тој оддел ги направивме. Може да се јакнат уште повеќе. Веќе воспоставуваме добра пракса за взаемна соработка со државите од регионот и пошироко во делот на јакнењето на интегритетот за тоа што треба да работат. Меѓутоа, сепак, внатрешната контрола остава една доза на недоверба, на сомнеж во тоа како ќе се одработи, дали ќе биде најтранспарентно, дали тој колегијален пристап ќе ланецот на солидарност меѓу полицајците кои секогаш кога и да пријави граѓанин се нема да биде селективна и така натаму. И ние заради тоа вие се сеќавате дека и во предизборната програма ветивме дека ќе имаме надворешен механизам на контрола преку воведување на така наречен политички омбудсман. И го чекам. Тоа го работевме заедно со Советот на Европа како проект. Сите активности, сите законски решенија се донесени во Собранието на Република Македонија. Веќе во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Тоа е надлежно јавно обвинителство за полициските службеници и пречекорувањето на овластувањата. Се формираше посебно оделение. Со тоа оделение раководи јавниот обвинител Гордана Смаќовска и веќе имаме и првични процеси кои што се водат против полициски службеници од страна на ова оделение, а во рамките на институцијата Народен правобранител се формира, односно се подготвуваат процесите, таму имаше веројатно потреба од измена систематизација, барем според информациите кои што ги имаме. Тој процес го координира секторот за европски прашања во владата, меѓутоа во текот на овој месец треба да бидат изберени луѓето кои што ќе се наоѓаат во тој граѓански совет на контрола на полицијата и паралелно, значи, Народниот правобранител, односно така наречениот политички омбудсман, оделението кој што ќе работи во тој дел, и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал имаат надлежност врз надзорот на работата на полицијата. Законските овластувања, примената и така натаму. Министр, знаете како членка на НАТО, ние влегуваме во тој систем на размена на информации меѓу 30 држави, членки на НАТО, меѓу кои се и најмоќните светски сили, Соединените американски држави, Германија, Велика Британија, кои сигурно ќе сакаат да бидат сигурни дека кога Македонија ќе биде во тој синџир на проток на информации, особено од сензитивен, доверлив карактер, дека ќе барат гаранции дека тие нема да бидат пробиени од поединци, индивидуалци во службата, кои повторно ќе, речам, јавноста знае, во разни ситуации биле поврзани дали со политички структури, дали со бизнис структури и кои едноставно распродавале важни информации за личен интерес или за интереси на поединци. По промената министерот беше разрешен, директорите на службите и така да. Пак ќе ме прашам, се случи ли проветрување кадровско на службата од
ликови кои ја компромитирале и кои во јавноста влевале недоверба за работата на таа служба. Да, значи и во таа служба и генерално во полицијата имавме многу кадрски промени, пред се на луѓето кои што ја злоупотребиле позицијата, кои што ја нарушиле угледот, кои што учествувале во прислушувањето, аферата, кои што учествувале во настаните од 27-ми. Имаме многу дисциплински постапки кои што завршиле и со отказни решенија од работа. Паралелно на тоа се зголемија и многу процеси кои што ги води внатрешната контрола. И тоа е еден процес кој што нема да застане и не треба да застане. Тоа е процес кој што и понатаму ќе биде отворен заради тоа што никој не гарантира дека и новите луѓе кои што се на одредени позиции, ако направат било каков пропуст во работењето, дека нема да се преземат мерки против нив. Значи тоа е нешто кое што е процеси кој што треба да трае и понатаму. НАТО ќе ви бара да гарантирате ако се случи штета на пробивање на информација во делот на која НАТО, е од интерес на НАТО. Да, во делот на НАТО, затоа реков ние правиме таму санкцијата која вие ќе изречете е малку важна за НАТО во тој момент. Видете, што се однесува до класифицираните информации, тоа е систем кој што се прави помеѓу повеќе институции низ Република Македонија. Не е само Министерството за внатрешни работи, тука ни е и одбрана, тука ни е и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и така натаму. Сите ние сме во подготовки, затоа се менуваат и законските решенија за Закон за класифицирани информации и други работи, кои што ќе го гарантираат системот таков каков што го бара НАТО од нас. И ние тука не може да правиме никакви импровизации, ниту пак смееме тоа да го правиме, бидејќи таму важат строги правила кои што ние мораме да ги почитуваме. Министре, денеска имавме соопштение од јавното обвинителство, пред малку кај колегата Ордановски за тоа зборуваше обвинителката Илма Русковска. Нема кривична одговорност за бегството на Груевски, но прашувам, дали не мислите дека Груевски успеа да избега така како што избега? И благодарејќи на контакти или луѓе лојални кои се уште во Министерството за внатрешни работи. Видете, соопштението го видовме од јавното обвинителство кое што е дадено до македонската јавност и тоа соопштение не ја исклучува кривичната одговорност. Јавното обвинителство таксативно ги набројува сите постапки, сите действија кои што се преземени во овој дел од постапката, во која што сите барања кои што беа доставени до Министерството за внатрешни работи во однос на случајот се направени. И нормално е дека ќе се покаже на крајот од кривичната, кој ќе заврши истрагата, ние ќе знаеме што и како е направено и кој помогнал. Секако дека размислување, односно индиции постојат за повеќе луѓе, и тоа не само вработени во Министерството за внатрешни работи, туку и луѓе надвор од Министерството за внатрешни работи. Кои биле логистика на една оваква операција? Се смета дека биле логистика и кои што помогнале во бегството. И тоа истрагата треба да го докаже, да ги обезбедат сите аргументи и факти. Ние стоиме до крај на располагање во однос на тој процес. И јас сум убеден дека тој процес ќе заврши и токму ќе се посочат и луѓето кои што помогнале и за кои што ќе имаме одговорност. Дали ви имате некакви сомневања на некого кој сега разбира не би можеле да ги кажете, бидејќи се само имаме ние сомневања на повеќе лица, тоа го работиме заедно со јавното обвинителство. Ние постојано и секојдневно се прибираат информации и се анализираат тие информации. Впрочем, и во соопштението, ако видите, јасно е дека постојат сомневања за повеќе лица кои што би можеле да бидат дел од тој процес или постапка. И нормално е дека било која истражна постапка, ниту оваа, не можеме вака да ја водиме отворено со конкретизирање на тие лица, меѓутоа секако дека постојат повеќе лица кои што се работат и на крајот да видиме каков ќе биде епилогот од целиот тој процес. Дали имате ваша проценка, ме интересира, за политичката штета која ви ја направи бегството на Груевски, а потоа на него се надоврза и бегството на
осумничение за убиство обид за убиство на еден сел. Видите, несомнено дека постои политичка штета на нас како влада. Прашањето е дали е тоа оправдано или не е оправдано. Меѓутоа, со право постојат одредени сомнежи во јавноста во целиот овој случај. Едно е јасно дека овој случај покажува слабости на системот. Затоа што говорев и претходно. Тие слабости на системот мора да бидат детектирани од страните. Покрај целосната анализа, покрај утврдување на сите инволвирани во процесот, покрај кривичната одговорност. Сето тоа е една работа. Ако ние не успееме да ги детектираме и отстраниме системот на слабости кои што го имаме во тој ланец на институции, на нас ќе ни се случуваат на кои слабости укажувате? Двете бегства. Па видете, мора да се прават прво и реални проценки од страна на обвинителството, односно судот при изрекувањето на мерките притвор, за да ова не ни се случува. Начинот на тоа како ќе се обезбедува лицето после носењето на правосилната пресуда, па се до моментот на упатувањето во казнено-попараната установа на издржување на казна затвор. Значи, вие не може системот да ги остава луѓето да бидат слободни, без ниту една одлука за ниту едно действие превземање во меѓувреме, а да очекуваме дека нема да има пропуск или да рачунаме на совеста на луѓето дека тие ќе останат да издржат таа казна. И во едниот и во другиот случај. Јас сум навистина изненаден како е можно да се бара куќен притвор за човек кој што е осуден на 13,5 години затвор. И тоа се случи. Обвинителството побара таков притвор од 13,5 години за осудено лице, куќен притвор, и кога се одредува домашниот притвор, точно се наведува во решението, а тоа е врз основа на закон за кривична постапка, кои се действијата кои што треба да ги преземе македонската полиција, односно Министерство за внатрешни работи. Таму стои дека се врши надзор од страна на Министерство за внатрешни работи, со тоа што во текот на 24 часа ќе се посети домот, односно местото каде што се издржува домашниот притвор и да се провери дали лицето е дома или не. Доколку не е дома, да се извести основниот суд. Дали имаше проценка на службите дека безбедноста на Груевски е загрозена? Груевски имаше обезбедување по сила на закон. Без разлика дали имал проценка за загрозеност или не. Имаше ли таква проценка? Во ниту еден момент од завршувањето на функцијата па до моментот на неговото бегство немаше ниту една пријава, ниту од службениците кои што работат со него, ниту негова лична, дека добил било какви закани по живот. Меѓутоа, неговото обезбедување беше врз основа на законот, кој што самиот тој го донесе, односно тоа парламентарно мнозинство, дека му следува обезбедување од 6 лица, и тоа за период од толку години колку што е премиер на Република Македонија, и тие лица да ги избере самиот тој. И тие лица кои беа негово обезбедување, претпоставувам дека биле дел од неговото лојални партиски војници кои се во Министерство за внатрешни работи. Дали сте сигурни дека тие си ја завршиле работата како што треба? Видете, тој бил дел, тие луѓе биле дел од обезбедувањето и кога бил премиер. И тој веројатно ги одбрал луѓето во кои што најмногу верува за тие 6 луѓе. Јас воопшто не мислам дека тој ги користел нив за било што во делот на процесот на бегство, заради тоа што најнормално е да не ги користи, бидејќи би биле први на удар. Меѓутоа, внатрешната контрола работеше детално и работи на секој полициски службеник за кој што имаме сомнение или ќе се појават сомненија во однос на овој случај, и тие материјали се предадени на обвинителството. Како коментирате неговата изјава во интервјуто дадено за Сител околу говорот како ја напушта, прашањето како ја напушта Македонија, или што вели тоа оставам на властите тука да го утврдат. Имате ли
предпоставка барем како ја напушти Македонија? Не, имаме и предпоставка, имаме и одредена анализа во однос на луѓето, меѓутоа тоа не може да го соопштиме ниту сега, ниту на ниво на предпоставката да зборуваме пред граѓаните. Инаку, за човек кој што кукавички ја напушти Република Македонија и кукавички ги остави своите соработници овде, сувише не било кој коментар, па дури коментар од еден ваков тип. Меѓутоа, јас сум убеден и верувајте дека тоа ќе се случи. Груевски мора да се врати и да ја издржи казната во Република Македонија заради целото зло кое што го направи и на државата и на народот. И повторно ме прашам, чувствувате ли одговорност? Ништо апсолутно не е пропуштено или да требало да биде превземено, да не било превземено, или да било превземено несоодветно страна на Министерството за внатрешни работи во овој случај. И затоа реков дека одговорноста треба да се докаже со обвинителството, доколку има било каква одговорност за било законска, кој законска. И законска, и секаква друга. За политичка одговорност. Видите, политичка одговорност можете да имате само доколку имате некаков договор, доколку сте пропуштили нешто да направите, намерно и така натаму и така натаму. Јас апсолутно нити сум имал намера, нити имам намера ни до сега, ни од сега, со било кој криминалец, па макар нека и Груевски, да седнам, да преговарам и да разговарам, туку напротив, сметам дека секој треба да го стигне правдата и да излезе пред лицето на правдата. Споменавте пред малку дека човекот кој има пресуда од 13 години затвор, бил во куќен притвор. Судот, одговорноста е на судот, затоа бидејќи судот е тој што одредил мерка на куќен притвор. Но нели ви се чини дека тоа некој треба да го искоментира во даден момент, дека човек кој има пресуда од 13 години има куќен притвор, при тоа никому ништо. Па јас го искоментирав и сега и претходно. Пред да се случи зборот. Иако прашувам пред да се случи. Иако нели судските одлуки не се коментираат, меѓутоа носењето на таквите одлуки не е само врзано за судот, туку и за предлозите кои што ќе бидат дадени од јавното обвинителство. Зависно што ќе бара обвинителот од судот за да биде донесено решението. Овие работи сите треба да ги одговориме сега. Точно е тоа што го кажувате. Пред да се случи било кој од настаните. Знаете, многу е лесно да се носат одлуките од разни причини и побуди. Јас посакувам реформирано судство, реформи во правосудниот систем и одлуките да се носат исклучиво на ниво на закон. Едно е што посакувате, но друго е што се случува, а тоа е од мислењето на Врховниот суд, со кое сега се оспорува воопшто специјалното јавно обвинителство, ризикува да се претвори во, што ви кажат србите, тресла се гора, родио се миш. Па не е баш така. Значи, Врховниот суд, мене ми е јасно зашто ја носи таа одлука. Не ми е јасно, апсолутно. Зошто? Затоа што имаме човек на чело на Врховниот суд кој што спроведува партиски директиви, не спроведува... Ама со него и уште други 16 суди, ако не се лажам, ја го поддржале одлуки во основа на правото. Затоа реков дека е потребно сериозна реформа во правосудството. Да знаеме кој одлучува за иднината на оваа држава, кој воспоставува норми по кои што ќе се движи правосудството. Инаку не е баш така како што најавува дека тоа правно мислење е обврзувачко за сите органи правосудни во Република Македонија. Туку напротив, сметам дека има простор да си продолжат процесите, да си продолжат судењата и да има одговорност за овие дела. Дали во посочивте политичка конотација на одлуката, на мислењето на Врховниот суд, поврзана со некогашното раководство на ВМРО ДПМН, дали има индиција и за политички интерес на вашиот коалиционен партнер ДУИ? Не. Зошто би имал било каков интерес оваа влада да не расчисти со криминалот? Па тоа не е во интерес на ниту една од политичките партии. Ниту на СДСМ, ниту на ДУИ, ниту на било кој друг. Затоа што ДУИ... Се додека политичките партии... ДУИ се плаши од новите бомби.
Не, видете, никој од политичките партии не треба да се плаши ако се расчистува со криминалот, па тој нека и во собствените редови. Така се јакне демократскиот капацитет на самите политички партии, така се зголемува довербата кај граѓаните и тука апсолутно јас не сметам дека било која од политичките партии има загриженост во овој дел. Мала дигресија, може би не. Како го коментирате ова нагло влошување на безбедностната ситуација во урбаните средини? Бомба во Мавровка, па во Чаир, па Банка, Упат. Видите, генерално, значи нема влошување на безбедността. Го читате као политичка порака или не, видите, немаме генерално зголемување на криминалитетот, на насилствата и така натаму. Ние имаме статистика, тоа ќе биде објавено наскоро и во извештаите. Во сите сегменти на криминалитетот во Република Македонија ние имаме намалување. И во делот на тешките кражби, и во делот на разбойништвата се случуваат пресметки помеѓу одредени криминални групи. За последниот случај кој што беше веќе се работи, имаме доволни индиции за што станува збор. Инаку тоа е нешто што се случувало и што ќе се случува и понатаму. Коинциденција е што во еден ден се случуваат повеќе настани? Да. Такви? Да. И тоа го толкувате како пресметка на криминални групи? Сето тоа укажува дека е пресметка на криминални групи. Да повикаме, бидејќи најавивме во почетокот, доколку има гледачи да повелат со прашање од режија, очекувам да ми соопштите дали имаме гледач на линија. Да, имаме гледач на линија, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостина за емисијата. Повелете. Ја имаме од село Самоков, Македонски Брод, па би сакале да му поставиме едно прашање на господинот, доколку е во негова можност да ни одговори. Повелете. Пред 2 до 3 години слушнавме на телевизија, полицијата имала поднесено 5 или 6 кривични пријави до претходниот градоначалник во Македонски Брод, Милосин Војневски, а до ден денеска нема ништо од тоа. Па не интересира нас како граѓани до кај работата. Благодарам, министре. Да, значи тие кривични пријави кои што се поднесени не само за овој случај, ние поднесуваме кривични пријави секојдневно, се поднесуваат до надлежното јавно обвинителство и од моментот на поднесувањето од страна на Министерството за внатрешни работи се во надлежност на обвинителство и на судот. И јас не можам, ниту јас, ниту службите да ги пратиме до каде е постапката во овие органи. За сите прашања за кои што се поднесуваат кривични пријави, ние имаме можност, односно добиваме наредби од страна на надлежниот обвинител или судот да постапуваме под одредена надлежност, така да сите тие пријави кои што се поднесени, се процесуирани и се во постапка. Дали имаме друг гледач на линија, режија? Да, има. Повелете. Добро вечер, поздрав до гостинот. Добро вечер. Едно прашање, дали реформите во Министерството за внатрешни работи предвидуваат предвремено пензионирање на полициските службеници? Ова прашање се поставува веќе некое време во рамките на Министерството за внатрешни работи, а е целосна дезинформација, бидејќи врз основа на Закон за внатрешни работи, Закон за полиција, прашањето на пензионирање на полициските службеници е уредено на начин кој што гарантира достоинствено заминување во пензија на полициските службеници и мој став е дека ова законско решение треба да остане. Во јавност соопштивте дека ви фалат полициски службеници. Да. Во тој контекст ве прашам, што е со позорникарската служба, министре, која одамна се најавува и која навистина им недостасува на граѓаните за да почувствуваат присутност на безбедност, ако може така да кажам, олицетворена во позорникарот? Да, значи тоа беше најава како проект и во предизборната кампања во нашата програма, воведување на малски полицаец или така наречена позорна служба. Ние веќе во скоро сите сектори во Република Македонија воведовме позорната служба и во сектор за внатрешни работи Куманово, каде што прв пат стартувавме, Битола, Штип, Тетово, Охрид.
Проблемот е што двата сектори, на сектор за внатрешни работи во Скопје и во Охрид се со најмалку полициски службеници. Меѓутоа, на делот полициските станици во Скопје започнаа со работа и позорни реони, помали заради бројот на полициските службеници. За една година успеавме да го кренеме нивото на, односно бројот на полициски службеници во Скопје, а се очекувам дека наредниот период како ќе дојдат новите полициски службеници од обуката, од Центарот за обука, ќе се зголеми тој број и ќе имаме и повеќе безбедносни реони и ќе се знае точно дека на секој дел од градот Скопје претежно ќе имаме малски полицаец или позорникар. Инаку, навистина се чувствуваат бенефитите, резултатите во делови кај што воспоставивме позорна служба во секој сегмент на намалувањето на криминалитетот, комуникацијата со граѓаните, добро запознавање на средината и така натаму. Следен гледач, повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер, поздрав до гостинот во студиото, поздрав и до вас. Добро, повелете. Едно прашање до гостинот. Повелете, да. Дали ќе се вратат редарите во помалите места? Дали? Редарите. Редарите ќе се вратат во помалите места. Мислите на позорникарите за ова што сега? Не, полициски редари. Чувари на јавен ред и мир. Да, па тоа е, значи, полициските позорникари кои што се на реоните, веќе реков дека во најголемиот дел од скоро сите сектори за внатрешни работи се вратени и во помалите места, заради тоа што имаме доволен број на полициски службеници, таму каде што имаме помал број на полициски службеници, како ќе се зголемува бројот, така и ќе... Следно прашање? Ало? Да, повелете. Добар ден, добро вечер и до господинот Оливер Спасовски. Сакаме да поставиме едно прашање. Повелете. Јас сум граѓанин од Шуто Оризари, кој имам инвестиција во општината Шуто Оризари. Јас почнам со инвестицијата, но без прекинат од општината, бидејќи нашите документи се пратени во јавното обвинителство, до МВР. Сакаме да знаеме докаде е поставката со тоа, бидејќи ние сме инвестиции, сакаме да отвориме фабрика, текстилна фабрика, која ќе работиме неколку души, да знаеме докаде е поставката, зашто стално сакаме да инвестираме, за да бидат неколку работени луѓе наши од општината, да бидат вработени во кај нас. Замолам ако може да даде одговор. Зошто е вашиот предмет во обвинителство и во МВР? Општината има неколку се тужат помеѓу некои луѓе се тужат. Еден човек го тужи градоначалникот и неколку 7-8 души наши предмети се предадени во МВР. Ваши предмети од предмети материјални добра некакви. Да, наши предмети, значи ние имаме све имотен и све, ама рекенати сме поради... Да, може би не сум сигурен дека ова е во надлежност на министерот и на Министерството за внатрешни работи. Еве, повелете. Јас не знам точно, значи, за што се работи. Може да има такви пријави, можно е да е за дивоградби и така натаму, меѓутоа за конкретни одговори во однос на овој предмет треба да контактираат или во Министерството или во надлежното јавно обвинителство. Имаме гледач? Добро, благодарам. Министре, да преминам на вашите политички амбиции околу председателските избори. Сте заинтересирани за таа позиција во државата? Видете, јас одговорив неколку пати на ова прашање. Ние како политичка партија сме во процес во кој што сите заедно размислуваме за тоа каков председател е потребен на Република Македонија, каков кандидат да одбереме кој што ќе ги задоволи интересите на граѓаните. И во тоа сме насочени. Нашата желба, моја лична желба е да одбереме најдобар можен кандидат кој што ќе биде и добар председател на Република Македонија. Добро, сега објавивте конкурс.
Ке се јавите ли на конкурс? Ние имаме објавување на јавен повик и постапка по нашите општински организации и местни организации кои што е пропишана во правилникот, односно врз основа на статутот. Централниот одбор на партијата донесе правилник за спроведување на постапката, начинот, критериумите за претседателските избори и за изборите во општините за градоначалник. Таа постапка тече, веќе започнуваат низ општинските организации, низ местните одбори и сакаме низ еден процес на дебата со членовите да дојдеме до најдобриот кандидат. Македонија е важно да добие човек кој што пред се ќе биде визионер, кој што ќе биде храбар, кој што ќе ги поддржува членството на Република Македонија во Европската унија и во НАТО, заради тоа што престои исклучително важен период за државата. Човек кој што ќе биде динамичен и ќе ја направи поинаква позицијата на претседател тоа што е сега. Човек кој што ќе мисли за доброто на граѓаните и ќе застанува зад интересите на граѓаните во секоја можна позиција. И тука го гледам профилот на идниот кандидат за околу процедурата. Рекол најависте дека на 3 март на конгрес ќе објавите кој ќе биде кандидатот. Да. До 3 март некој ќе каже во јавно јас сум кандидат, би сакал, односно да бидам кандидат еве во ВМРО има една таква постапка, се конкурираат луѓе, велат да, еве јас сакам да бидам, па ако ме избере партијата, ќе ме избере и така натаму. Кај вас како ќе се одвива тој процес? Јас очекувам дека и ќе има таква најава, дури и има и сега такви најави. Официјални многу поважно е. Или ова зборувате за најави во некои неформални ситуации? Најавени се многу амбиции, нели, и јавно во медиумите. И тоа е сосема нормално. Важно е во целиот овој период да се разговара внатре во партијата, да се разговара со членовите, да се видат анализите од анкетите со граѓаните, да се разговара помеѓу коалиционите партнери, да се разговара помеѓу партиите, што е можно пошироко во Република Македонија, за да дојдеме до кандидат кој што би бил прифатлив за сите. Заради тоа што многу е важно европската опција во Република Македонија да победи, европската опција да биде во моменти кога Република Македонија треба да стане полноправен член на НАТО и да отвори преговори со Европската унија. Зошто бегате? Ве прашувам и со оглед на тоа што долго време бевте генерален секретар на партијата. Зошто бегате од една потранспарентна процедура кај што ќе се пријават јавно луѓе, еве, јас сум заинтересиран, друг заинтересиран, а потоа на еден фер, не знам, начин, форуме на дебата, она како што гледаме во развиените демократии, како се одвиваат тие. Напротив, ние не бегаме апсолутно од транспарентна поставка во делот на кандидатурите. И ако гледате од политичките партии кои што екзистираат во Република Македонија, ние имаме една од најтранспарентните и најдемократски поставки. Нашата поставка започнува од најнискиот облик на организација на Социјалдемократскиот сојуз. Од местните одбори, општинските организации, Централниот одбор, ќе разговараме и ќе дебатираме на секое можно ниво внатре во партијата. И тие разговори ќе се водат и во местните одбори, и на ниво на општински организации, општински конференции, ќе се разговара околу амбициите, околу можните кандидати, ќе се предлагаат одредени кандидати. Имаме јавен повик, секој што смета дека треба да се пријави на јавниот повик, можеби заради тоа што нема да биде дел од предлозите и така натаму. Значи, целата таа постапка е отворена. Сега, прашањето јас, например, би го поставил дали таа постапка можела да биде и порано малку отворена. Дали во Македонија ќе се стекне некоја навика, би рекол, или ќе се воведе пракса да подолго време во јавноста се разговара околу кандидатурите за претседател на Република Македонија. Тоа е легитимно прашање за кое што ние треба да разговараме. Сега имавме процес во кој што се водеа важни работи за иднината на оваа држава. Воспоставувавме, односно реализиравме договор со Грција, претходно имавме договор со Бугарија, тука беа уставните измени,
премногу важни прашања за еднината на оваа држава, кои што се преклопуваат едни со други и за кои што мора да се најдат и начини и модалитети, на крајот од крајшта да се најдат и сили, за да се изгураат до крај. Што се случува со консензуалниот кандидат? Денеска добивте една прилично остра порака од Али Ахмети дека не оди на свадбанен поканет. Јас се уште сум убеден. Да, дека не е ничија опашка, ниту на ВМРО, нити ваша. Дека на Република Македонија во овој момент е потребен консензуален кандидат за претседател. Заради тоа што се покажа дека тој концепт на Македонија едно општество за сите дава резултати. И токму кандидатот за претседател е фигурата околу која што може да се обединат граѓаните, политичките субјекти, да се покаже нешто што е потребно после да го прави претседателот и во тамошниот период. Ама тоа не може да се случи ако вие претходно велите дека партиските тела и органи и тој има партиски тела и органи. Без разлика, значи јас кажувам дека во процесот додека се водат постапките низ партиските тела на Социјалдемократскиот сојуз треба да се разговара и со политичките партии. Во делот на можните кандидати и мињата, поддршките кои што ги имаме и на основа на тоа да се носат одлуките. Секако дека се разговара. Од таа страна велат, па добро, зошто би бил член на СДС, нека биде, или имаше една идеја од ДУИ поддржана за Денко Малевски како надпартиски човек кој не е ни на ДУИ, ни на СДСМ, па Денко Малевски одби таа идеја. Знаете, кога разговараме за избор на консензуален кандидат, сите опции се на маса, сите анализи се прават за тоа што е најдобро да исклучувате можноста и ако биде член на ДУИ да биде консензуалниот кандидат? Сакам да кажам дека има капацитет ова коалиционо мнозинство да најде личност, фигура која што може да биде консензуален кандидат кој што ќе може да ја поддржат сите. Дали односите со ДУИ ви се во криза или не? Ние немаме криза во владата, таа е со полн капацитет, работиме, се разликуваме по некакви пристапи во спроведување на одредени одлуки, по одредени прашања и така натаму, меѓутоа низ еден диалог ги решаваме и владата работи со полн капацитет. Дали, кога велите ги решавате, кои се проблемите кои ги решавате низ диалог? Видете, не ги решавате? Секојдневни проблеми. Не се решаваат, односно? Видете, секојдневни проблеми излегуваат. Вие знаете, и во еден колектив помал, во едно семејство и така натаму, имаме проблеми секојдневни со кои што се соочуваме, така и со владата. И во делот на носење на одредени одлуки, и во делот на имплементација на одредени одлуки. И тоа не е важно дали има проблеми, заради тоа што проблеми ќе има секогаш. Важно е и суштествено дали тие проблеми можеме, имаме капацитет, имаме желба, политичка волја да седнеме, да разговараме и да најдеме соодветни решенија. И ние покажавме низ целиот овој период дека знаеме да разговараме за проблемите, знаеме да параме решенија и тоа решенија кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на Македонија. Министри, уште едно прашање имам околу тоа пак поврзано со вашиот ангажман поранеше како генерален секретар. Задоволни сте од вашиот наследник на позицијата генерален секретар на СДСМ? Па видите, и мојот наследник, исто како и моите претходници, сите заедно и јас работевме и ќе работиме понатаму на зајакнување на партиската инфраструктура, на она што значи јакнење на Социјалдемократскиот сојуз и секој еден кој што работи на тие принципи ја има и ќе има мојата поддршка. Кога велите јакнење на партиската структура, дали тоа некогаш не е на сметка на буџетот и партизирање на администрацијата? Не. Па вие знаете дека партиската структура на СДСМ зајакна во период на опозицијата, не во период на власт. Тоа значи колку ќе бидете инвентивни како политичка партија
да бидете заедно со граѓаните, да излезете на терен. Прашувам за партиските вработувања, за жетта на партиското членство да дојде до подобри позиции, о било која смисла. Видете, тоа е очекувања, желби на луѓето кои што се во партијата и така натаму, има и имало и ќе има и понатаму, а реализацијата е важно да се прави врз основа на квалитативни критериуми. Тоа е прашањето. Вработувањата дали кои што се актуелниот прават, генерален секретар мобилизира членство врз база на лојалност кон идеја и идеологија или врз база на частење работни места или позиции или не знам. Ангажирањето, односно јакнењето на структурите преку зголемувањето на членството е само исклучиво само врз основа на наши идеи, односно на идеологијата на која што се заснова Социјалдемократскиот сојуз. И затоа реков дека развојот, најголемиот, би рекол, подем имавме во делот на опозицијата. И очекувањата на луѓето се на оние кои што се тука и тоа со години во Социјалдемократскиот сојуз нормално да бидат дел од одредена позиција, имаат амбиции, раководна, да бидат дел од некоја институција, меѓутоа тоа сепак мора да се прави врз некакви квалитативни. Во Националниот парк Гаричица подпишавте решение на член на СДСМ од раководството на Охридското крило на СДСМ на сметка на човек кој таму бил подолго време како вршител должност и кој има професионалец во таа област и кој ја има поддршката од целиот колектив. Видете, тоа не е на сметка на еден или на друг. И тој веде директор кој што бил претходно, бил поставен на основа на одредени критериуми и директорот кој што сега е избран е поставен на одреден критериум. Тие заедно работат и денеска се во функција на подобрувањето на работата и на тоа јавно предпријатие. Но исклучувате можноста дека тоа станува збор за партиско решение. Човекот е член на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа не е основата зашто тој станал директор. И тука пак ќе вратам на транспарентноста, зашто тие работи не ги објаснувате малку повеќе на јавност. Зошто некој се разрешува, зошто некој се назначува. Па треба да разговараме повеќе, да имаме повеќе простор во медиумите, за да ако тврдите дека не се партиски, за да дојде до тоа да просто јавноста не биде изложена на шпекулации. Апсолутно. Треба да разговараме и секогаш кога ќе ни се остави простор, кој ќе имаме можност за таква работа, кој ќе се добија одредено прашање, дури и на наша иницијатива, ние сме подготвени да одговориме. Министре, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Еден час сме веќе заедно. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на 1 ТВ.